Мора да се најде системско решение за помагање на лицата кои живеат под прагот на сиромаштијата. Вака апелираат од Банката за храна на Македонија, која пред нова година во соработка со Организацијата на жени и општина Струмица подели прехранбени пакети на стотина сиромашни семејства. Тој смета дека во државата околу 80.000 луѓе живеат под прагот на сиромаштијата, а секојдневно по депониите се фрла храна со изминат рок. Според Христов, мора да се најде решение со закон, место во депонии храната да завршува кај лицата на кои што им е најпотребна. Почна да се буди бизнис заедницата, сами инициираат одредени начини или нивни во рамки на нивните можности, да на некој начин, како што кажав, ово не биде само еднаш или два пати во годината, но да има перманентна, да речеме на месечна основа поделба на социјални пакети, благодарејќи на, пак ќе кажа, на премиерот Заев, кој што на некој начин даде задача да ги задействуваме народните коини и да створиме еден посебен систем кој содействува во Македонија, да им се помага на овој категорија на граѓани. Оти ова е само еден ден, ќе трае 5, 10, 15 дена пакетот. Меѓутоа, нашата заложба заедничка на владата на чело со премиерот е да креираме посебен систем кој што во секој случај ќе користи на социјално загрозените фамилии. Иако морам да спомнам дека во Македонија такви фамилии имаме над 22.000 кои што едва со крај врзуваат, тоа е факт. Тоа се над 70.000 луѓе кои што можеби 2 до 3 пати неделно имаат оброци за кои што голем дел од друга страна фрламе. Банката за храна добива континуирана поддршка од општина Струмица, која во изминативе 5 години постојано планира средства во буџетот за најсиромашните. Како партнери секоја година реализираат акции со кои им се помага на социјално загрозените семејства. Овој пример за соработка со Банката за храна го најави општините Центар, Куманово, Кавадарци, Кочани.